Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на Радио Гласна надежда. Ја започнуваме и денешната наша утринска програма, која нарековме Разбуди се. Верувам дека сме разбудени и подготвени за овој денешен ден, а и за ова наша утринска програма. И денеска ќе имаме интересни содржини и верувам ќе го задржиме вашето внимание. На почетокот би сакал сите да ве поздравам уште еднаш и вие кои го прославувате можеби денеска вашиот роден ден, ви го честитаме и ви посакуваме секое добро од Господа. Ова емисија би сакал да започнеме со една убава мисла или мисла на денот. Дајте му шанса на овој ден да биде најубавиот ден во вашиот живот. Ова го напишал Марк Твен. Всушност, да немаме грижи. И би сакал во наредните неколку минути да малку зборуваме за грижите. Секако, грижата е секојдневна во нашиот живот и не можеме да се така лесно тргнеме, но можеме полесно да ги пребродиме тие мигови на грижа кои се појавуваат во нашиот живот. Всушност, треба да бидеме трпеливи, ако сакаме да ни биде животот многу подобар и поднослив. За грижата пишува и самиот Исус, односно кажал зборови кои ги наоѓаме во Библијата, во Светото писмо. Еве, дозволете ми да ја отворам на почетокот од оваа емисија Библијата, односно Светото писмо, и да прочитам текстови кои ги наоѓаме во 6 глава од Евангелието според Матеја. Го читам 31-иот, односно до 34-иот стих. Еве што вели Библијата. И така не грижете се, велејки што ќе јадеме, или што ќе пиеме, или во што ќе се облечеме, зашто сето тоа го бараат народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето ова, но барите го првин царството Божјо и неговата правда, и сето тоа ќе ви се додате. И така не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си, доста му е на секој ден неговото зло. Еве, Библијата зборува токму, почитувани пријатели, за грижата, да не оптоварува таа грижа постојно, зашто може да ни нанесе многу големи потешкоти. Овие се едни од најмокните, би рекол, најсилните стихови што многумина посакали да ги меморираат или да ги запамтат во својот живот, во нивните умови. Повеќето, можеби го цитираме оној вториот дел од овие текстови што Исус ги кажал: најнапред барете го Царството Божје и неговата праведност и сите овие работи ќе ви бидат додадени. Но она што ние го изоставуваме токму ова, сите овие нешта што вклучуваат, значи, вознемиреност, што ќе јадеме, што ќе пиеме, во што ќе се облечеме, како ќе преживееме, како ќе го преживееме месецот, годината и така натаму, едноставно го окупираат нашиот секојдневен ум. И затоа во оваа утринска мисла сакам да го подлечам следново. Грижите да ги повериме на Господа и многу полесно ќе бидат поднесени и решени. Интересно може да кажеме дека во првиот век на Јудеја повеќето луѓе секојдневно работеле за своите плати. Како и денеска што сите ние работиме за своите плати. Меѓутоа, во времето на Исус Христос, во времето на Јудеја било сосема подруго.
Тие исто така, како што реков, работели за своите плати. Тоа значи тие работели биле платени за тој ден што го сработувале. Значи навечер, пред зајди сонце, им се исплакила дневницата или надницата за која биле пазарени. Тие немале гаранции за утрешната работа и утрешната плата, така што за нив било полесно да подлежат на вознемиреност за следниот ден во споредба, например, со нас денеска, бидејќи денеска луѓето ако работат имат загарантирана месечна плата. Ја се сеќам во Битола, па и овде во Кавадарци порано имаше луѓе кои излегува во центарот на градот и чекаа работа. Некој да ги повика, да берат грозје, да цепат дрва на некого или нешто да му копат во дворот да му очистат, да однесат нешто. Значи тоа беа така наречени амали, луѓе кои работеа од ден на ден за дневница. Тие немаа сигурна плата за месец дена и така натаму. Значи тоа нешто слично се случувало и во Јудеја. И луѓето биле, значи, вознемирени, бидејќи живееле во неизвестност. Денес, реков, сите имаме тенденција и ние, иако може би има загарантирана плата, секој од нас, да се грижиме за утрешниот ден. Бог ни ветува дека ќе имаме доволно Негова благодат. На друго место, мислам, во истата глава пишува Исус дека врапците ниту сејат, ниту жнеат, а Бог се грижи и за нив. Значи, Исус вели дека губење време да се грижиме за утрешниот ден, бидејќи доста му е на секој ден неговото зло. И нека, ова емисија ја започнуваме токму со ова мисла за грижата, да не се грижиме за утрешниот ден. Ние треба да планираме, треба не секако да правиме планови како ќе биде, што ќе биде, но се да препуштиме во рацете на Господа. Со ова мисла ја започнавме и ова наша утринска програма, почитувани гледачи, одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Во страшниот мрак и молни, дур громове слушам глас. Знам дека јас не сум сам, јас знам да ме чува спас. И кога ми душман прети, и тогаш јас едно знам, да не сум во својот живот, никаде јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Никога не тага гуши, без утеха в тежок час, ни свет, ни тој лице свое, пред мене тогаш спас. Со смрт кога ѓавол плаши, о тоа ја само знам, да не сум во својот живот, никогаш јас не сум сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. И животот тој си даде, да плати за мојот грех. Со љубов ме гледа вечно, стрпливо ме води тој. Познам дека скоро иде, во слава и сила мој спас.
maki će mi na togaš, što nebo ne odvede nas. Ne nikogaš sam, ne nikogaš sam. Isus mi jednaš reče, da ne sumnjas nikogaš sam. Ne nikogaš sam, ne nikogaš sam. Isus mi jednaš reče, da ne sumnjas nikoga sam. Продолжуваме со нашата емисија, со нашата програма, почнем гледачи следуваат рубриките, односно рубриката за времето и овие сервисни информации. Рековме, денеска е среда, 4 октомври, 277 ден во годината. Да видиме како гласи денешната вест за времето. Утрото свежо, преку денот сончево со мала локална облачност, претежно во северните региони. Кедува слаб ветер од променлив правец. Значи во цела Македонија е така, еве температурите утрински се навистина постудени, посвежи. Во Берово, например, било 2 степени, а ќе се искаче до 25. Во Кавадарци утрово беше 7, ќе биде до 30, Гевгелија од 10 до 30, Пелагонија од 6 до 27, Охридскиот регион сончево од 9 до 23, свежо во западните делови од 5 до 22 и во Скопскиот регион, односно Кумановскиот регион од 7 до 27, односно до 29 степени. Што се однесува до некои други податоци за времето, еве овде увезрачењето е умерено во Кавадарци 5, така да видиме и другите информации кои да ги проследиме. Сонцето изгреја во 6 часот и 31 минута, ќе зајде во 18 часот и 9 минути. Значи, увезрачењето е 5 или 5, број 5, а квалитетот на воздухот во Теквишијата денеска е добро. Што се однесува до состојбата на патиштата, вие кои планирате да патувате, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен, на грешните премини од македонска страна нема подолги задржувања, освен оние редовни проверки на документите. Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување, посебно на оние предели, на оние патишта кај што се вршат значи активности, реновирање на коловозот и така натаму. Значи почитувајте ги, почитувани гледачи и вие возачи, патните сообраќајни знаци за безбедно да стасате на вашата крајна цел. Влеговме веќе во месец октомври, како што сами знаете, во вашите градови времето е прилично топло за овој дел од годината, така да, иако уште 10 дена, недели од званично, значи кога ќе отпочне грејната сезона, но нека биде така и целиот октомври да биде топло, бидејќи дрвата се скапи, горивото и се она што се луѓето затоплува доста е скапо, но да ги користиме благодетите се уште на топлото сонце. Одиме сега да ја проследиме и утринската порака, утринскиот тест кој го читаме, верувам, секој ден, но еве денеска јас ќе ви помогнам да го заеднички проследиме и да го послушаме утринскиот текст или утринската порака која ја наоѓаме во првото послание на апостол Јован во 5 глава 11 стих. И ова е сведоштвото, Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот син. Насловот на вразмислување, Господар на животот. Божествениот Лозар засадил благородна лоза на бреговите во Палестина, меѓутоа израелскиот народ го презрел овој корен со божествено потекло. Во гнев го исфрлиле преку зидовите на лозјето, го оштетили и го изгазиле со нозете на девајки се, дека ќе го уништат за секогаш. Лозарот ја остранил оштетената лоза и ја сокрил од нивните погледи.
Повторно je zasadil, no така, що за нив не била повеќе видлива. Прачките поминале преку зидот и за нив можеле да се накалемат калеми, но самата лоза останала надвор од дометот на луѓето кои повеќе не можеле да и наштетат. На овој свет, замрачен од сенките на гревот, тагата и смртта, дошол Божиот син, осветлувајќи ги со прошка, мир и бесмртен живот, зашто како што таткото има живот во себе, така му даде и на синот да има живот во себе. Меѓутоа светот го мразил Христа затоа што неговата совршена чистота била во спротивност со нивната расипаност. Го отфрлиле и го распнале Господарот на животот. Бог го подигнал од мртвите и го сокрил од погледите на смртниците, но тој се уште е спасител на човечкиот род. Тој се уште е лозата, изворот и одржувачот на духовниот живот. Се уште благодата, силата и спасението произлегуваат од неговата полнина. Иако самата лоза е невидлива, неговите прачки може да се видат. Иако Христос е сокрен од човечките погледи, неговиот живот и сила се манифестират преку неговите следбеници. Се уште може да се накалемат калемите на лозата, кога одвојната прачка, која е безлиси и безживотна, ќе се накалеми на живата лоза и влакно по влакно, жила по жила ќе почне да црпи живот и сила од лозата, додека не напупи, не процвета и не донесе плод. Исто така и грешникот преку покаяние и вера може да се поврзе со Христа, да стане учесник на божествената природа и со зборови и дела да донесе плодови на свет живот. Исус има живот во себе. Овој живот тој несебично им го подарува на душите кои се мртви во пристапите за гревовите. Тој ја дели со нив својата чистота, чест и возвишеност. Гледајте каква љубов ни дал таткото да се наречеме Божи деца, тоа сме ние. 1 Јованова 3 глава 1 стих. Безживотната прачка, накалемена на живата лоза, станува дел од лозата. Таа живе додека е поврзана со лозата. Така и христијанинот живе благодарејќи на својата заедница со Христа. Грешното и човечко е поврзано со светото и божественото. Тој е нашиот спасител Исус Христос. Еве тоа беше утринскиот текст, почитувани гледачи, што утрово го пронајдовме во прво послание на апостол Јован, 5 глава, 11 стих. И ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот. И тој живот е во неговиот син. Без Исуса нема ништо. Исус е спасителот, Исус е творецот, создателот на оваа земја. Исус е тој кој го платил нашиот грев со својата крв, со својот живот. Ние сме откупени и затоа изворе на животот. Тој повторно ќе дојде според неговото ветување на оваа земја да ги поведе спасените и да направи крај на сите проблеми, на сите маки и секако на гревот. Затоа нека и овој ден Исус биде со нас, во нашите мисли, во наше срце, зашто само изворе на вечниот живот Исус Христос. Тој е извор и на нашиот секојдневен живот. Продолжуваме повторно со песна. Vracete,
Продолжуваме, почитувани гледачи, со нашата програма. Вие следите утринската емисија Разбуди се на радио Глас на надежда. Емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Следува рубриката Вести од светот. И во оваа емисија вестите ги имаме од Македонија. Впрочем, минатиот викенд во сабота во Кавадарци се одржа свечено богослужение на кое присуствувавме на обред или свет чин на крштевање и свет чин обред вечера Господова. Би сакал пред да кажем неколку зборови, да видиме неколку фотографии од тој настан, да го прочитам текстот од Евангелието според Марко, 16 глава, 16 стих, кој вели: кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. Библијата многу зборува, почитувани гледачи, за крштевањето. Тоа е врата низ која треба да помине секој христијанин ако сакаме да бидеме спасени. Само ќе ве потсетам на еден настан во Евангелието според Јована 3 глава, таму пишува дека еден човек по име Никодим дошол кај Исуса да праша во врска со крштевањето. Во сабота се крсти една госпоѓа, една наша сестра од Богданци, веќе го спомнам името, Валентина. Таа долго години проучува, го сака Господа, и ете присуствувавме на овој чин, каде што пред сведоци на верниците во Кавадарци и секако и пред Господа стори завет со Господа. Тој е многу важен чекор кој таа го направи во својот живот. Таа сабота имавме и вечер Господова, кај што верниците од Кавадарци, па и гостите кои беа од Гевгелија, го обновија заветот со Господа, кај што се присетивме на тие Христови последни часови кои ги поминал на ова земја и кога неговото тело било растмато на Голготскиот крст. Црквата организира и заеднички ручек, после, значи имавме дружење во заеднички ручек во просториите на христијанската адвентистичка црква во Кавадарци. Сакам да упатам апел до сите вас, почитувани гледачи, кои можеби се уште не сте го направиле тој чекор на крштевање, да размислите озбилно, зашто животот е несигурен. Никој од нас нема бланко документ дека ќе живееме 5, 10 или кој зна колку години во нашиот живот, бидејќи секој ден Библијата вели е дар од Бога. И затоа еве ги покажавме овие фотографии, овие слики и зборувам за овој настан, каде што навистина убаво беше кога ова сестра го направи тој чекор на крштевање. Ние христијаните адвентисти се крштаваме возрастни, зашто така вели Библијата. Децата не треба се крштават, тие немаат ниту гревови, ниту може да разберат пораката, односно самиот чин на крштевање. Библијата вели: одете и научите ги, и тогаш крстете ги. Значи луѓето треба да бидат поучени, упатени кон библиската вистина и свесно, разумно да го прифатат тој чин на крштевање, односно да живеат онака како што вели Библијата. Одете и научете ги, а потоа крстите ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Еве, тоа беше овој краток извештај, охрабрување за сите нас. Знам дека такви моменти имаше и во Скопје, и во Шуторизер, и можеби во некоја друга емисија ќе имаме и јавување од колегите во тие делови да ни предучат, односно да ни пренесат информации како тоа се случувало ете и во нивните цркви, каде што навистина тие луѓе го предаваат својот живот на Исуса Христа или стануваат собственост Божја, се пристројуваат на страната Господова. Се надам дека во наредната емисија ќе имаме и од Скопје вклучување да ни пренесе колегата како тоа се случувало на една река во близина на Скопје. Но како и да е, еве преку овие фотографии ние се запознавме со настанот кој се случи во Кавадарци минатиот викенд. Сега, еве, од режи ќе ни пушат само неколку секунди да го видиме самиот чин на крштевање, значи и визуелно ќе можете да го видите, освен сликите што ги видовме, ќе можеме сега да видиме и краток видео инсерт. Ако е готово, може да одиме. Драга сестра Валентина, на признавање на твојата вера те крштавам во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Кое го одбрав за тебе, Валентина Аврамова. Интересно презиме.
Меѓутоа, текстот е од Псалмите 91, 11 и 12 кој вели зашто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта. Ке те носат на раце за да не се сопнеш на камен. Нека Господ, навистина, тој ги праќа постојано ангелите, но тоа да го почувствуваш во твојот живот. Повели, тоа е сведочанството. Една од најубавите книги, постојано ја подарувам ова книга, браќи и сестри, Копнежот навиковите. Еве, во име на верниците од Гевгелија, ти ја подарувам ова книга, да Господ те благослови, да те чува и ти даде нови победи. Останатите верници ќе ти честитат на паузата, сега еве и цвеќе да добиеш. Ете, тоа беа вестите за денеска, за ова емисија од Македонија, поточно од Квадраци. Го пишевме настанот кој се случи минатиот викенд, кога сестра Валентина стори завет со Господа и сите уште еднаш ја потврдивме нашата вера во Господа, кога учествувавме и во самиот чин на вечера Господова. Одиме сега со повторно со песна да ја продолжиме нашата програма. Продолжуваме со нашата програма. Почнали гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата утринска програма. Емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Ова емисија не рековме разбуди, се верувам дека сме веќе будни, веќе е 9:45 минути и верувам дека веќе испланиравме овој ден каде ќе одиме, што ќе работиме и така натаму, секако после емисијата кога ќе заврши. Следува рубриката Порака од Библијата. Денеска би спомнал 10 навики што ќе направат да размислуваме позитивно секој ден. На почетокот вие кои ја следите од почетокот нашата емисија зборувавме како мисла на денот за грижата. Колку е важно да ги отфрлиме грижите. Самиот Исус тоа го рекол да не се постојано грижиме во нашиот живот. Но еве, преку ова кратко размислување, верувам ќе ви помогне да разбереме дека позитивниот начин на размислување многу помага во нашиот секојдневен живот. Да се остане позитивен на таков непријателски свет, каков што е денешниот, каде се чини дека полека се губат вредностите, е вистински предизвик. Навистина живееме во едно вознемирено време, во еден лош свет, полни со негативни информации, постојно сме бомбардирани. Како да останеме оптимисти кога сите околу вас се бораат да го задржат својот разум?
Добрата вест е дека можете да ја преземете контролата врз вашиот живот и вашиот ум, бидејќи имате моќ да внесете позитивност во себе, но и во оние околу вас. Во продолжение на овој текст, почитувани гледачи, ќе пренесам неколку совети, 10 совети кои може да ни помогнат да гледаме позитивно на нашиот секојдневен живот. Број 1. Вежбајте повеќе. Веројатно, милион пати сте слушнали дека вежбањето може да влие врз вашето расположение. Кога вашето тело е физички активно, ги ослободува хормоните на среќа, што ја подобрува вашата ментална благосостојба. Значи, може би сте во постари години, подмакли години, не може да шетате во природа, да вежбате, но дома може неколку склекове или гимнастика, едноставно разгибете се, вежбајте, тоа ги разбива тие негативни мисли. Второ, живејте го моментот. Ако научите да го живеете моментот, ќе станете свесни за оно што се случува околу вас. На тој начин ќе го намалите нивото на стрес и ќе размислувате позитивно за нештата што ве обкружуваат доколку ја земете предвид нивната убавина. Тоа ќе ви помогне да сватите дека не треба да се грижите за работи што не можете да ги контролирате и што веројатно нема никогаш да се случат. Значи, има работи во светот што се случуваат, ние не може да ги контролираме. Како сега војната во Украина со Русија. Тука не можеме ние ништо да делуваме. Но ете, тој страв постојано извира од нашите мисли. Ги гледаме вестите и сме вознемирени. Или некои работи што никош нема да се случат. Што ако се случи ова, што ако се случи она, може би за време на нашиот живот никош такви работи нема да ги доживеме. Затоа да се ослободиме и да го живееме моментот или денеска, како што вели Библијата. Не грижете се за утре. Денеска е овој ден подарен од Господа и да го живееме во мир и во благосостојба. Трето, смејте се повеќе. За да гледате позитивно на животот, треба да се смеете повеќе. Смеењето е силен лек што може да ви помогне да го подобрите расположението, но и да ја намалите анксиозноста и да ја спречите депресијата. Колко е можно, иако понекогаш навистина може не ни е до смеење, но сепак смејте се, пораката е, за да имаме позитивно расположение. Четврто, молете се. Молитвата е вистинската алатка доколку сакате да ги отстраните негативните мисли и да внесете позитивни вибрации во животот. Згора на тоа, молитвата може да ја подобри вашата ментална и емоционална јасност, како и да ве направи посвесни за вашите чувства и мисли. Молитвата навистина е разговор со Бога. Клуч кој ги отвара небесните ризници. Посед повеќе дефиниции, затоа не чини ништо, а секој може да ја има. Да каже една-две реченици како благодарност на Бога преку зборови во молитва. Пето, оддалечете се од токсичните луѓе околу вас. Ако сакате да биете срекни, мора да биете обкружени со луѓе кои шират радост. Токсичните луѓе од друга страна никогаш немаат љубезен збор и постојно зрачат негативна енергија, па е повеќе од јасно дека нема да влијат добро на вас. Значи, кога велам токсичните, оние луѓе кои можеби постојано се негативни или песимисти, постојано гледаат чашата, ја гледаат, ако е до пола полна, вели празна е до пола, а оние велат другите позитивни до половина е полна. Така да, пораката е да се дистанцираме. Секако ние ако работиме таму во фабрика или на пазар сме, има и секакви луѓе од нас, не има секакви, но колко е можно до нас да шириме барем ние позитивно влијание. 6. Контролирајте ги негативните мисли. Иако понекогаш е тешко да се ослободите од лошите мисли, сепак обидете се да не им допуштите да владеат со вас. Може би на почетокот ќе ви изгледа речиси невозможно да им се спротивставите, но со време ќе научите како да ги контролирате. Тоа може значително да влие врз вашиот живот. Значи, да ги отстрануваме негативните мисли, да не слушаме лоши мисли, да не гледаме вести кај што има лоши информации, да не читаме се и се што, едноставно да се отстраниме и многу полесно ќе имаме денови на радост и на уживање. 7. Стекнете навики за здрава храна. Дали верувате дека вашата исхрана може да го контролира
и потикне позитивното размислување. Видете, и храната дори влие на нашето расположение. Не впуштајте се во диети што ви нудат совети за губење на тежина, што од друга страна е на краткорочен план. Напротив, на вашето тело му е потребна здрава храна и уравнотежена исхрана што ќе ви помогне да го одржувате како физичкото, така и духовното или менталното здраве. Значи да користиме здрава храна, да стекнеме здрави навики. 8. Поминувајте време надвор. Кога сте надвор во природа, едноставно нема простор за негативни мисли. Природата и неизиниот раскош може да го зголемат вашето расположение. Секогаш кога се чувствувате потиштено и навредено, доволно е да излезете на свеж воздух. Мислам дека сите тоа сме го почувствувале. Кога сме напнати, можеме се доживеел некој стрес, излезете во паркот, во природа, прошетајте, слушајте ги птиците како пеат, ветерот како дува, гранките како се нишат, лисјата како паѓат, еве сега сме во есен. Едноставно одвојте се од народот, излезете во природа. 9. Почесто изразувајте благодарност. Престанете да се жалите за работите што ги немате и наместо тоа почнете да бидете благородни за тоа што го поседувате. Секогаш кога изразувате благодарност, вие зрачите со позитивна енергија која универзумот, но и луѓето околу вас ќе знаат да ја препознаат. Значи, оно што го имаме, фала ти Боже за водата, за воздухот, за денешната храна, да бидеме постојано, значи, позитивни расположени, да не се жалиме за оно што го немаме. Го нема и сега не може ние да се расприме кога го немаме. Меѓутоа, оно што го имаме треба да бидеме благодарни на Бога. И 10. Грижете се повеќе за себе. Доколку сакате да го потикнете позитивното размислување, морате да се грижите повеќе за себе. Тоа најчесто подразбира грижа за вашите потреби. За некој тоа може да биде одење во природа или убава вечера. За други пак може да биде масажа, која ќе одвоите време да се негувате себе си, ќе се почувствувате подобро. Затоа не заборавајте ги овие мали нешта што ве прават посрекни, бидејќи благодарение на нив ќе имате по-оптимистички поглед на животот. Еве, почитувани гледачи, овие беа 10 навики што ќе ве направат да размислувате позитивно секој ден. Секако мора тука да го вклучиме и Бог. Бог е тој кој може да ни помогне многу во совладување на овие 10 навики. Ние сме грешни суштества, грешни луѓе, подложни сме кон злото, меѓутоа ако секој ден го бараме Бога во нашиот живот преку Светиот Дух, ќе ни помогне Бог да навистина се издигнеме над негативноста, над проблемите кои се тука пред нас. Ние не може да ги прескокнеме. Тие се дел од овој живот кој го живееме на оваа земја. Меѓутоа знаеме дека сме овде гости и дека наскоро ќе дојде крај. Бог ќе направи крај на сите проблеми, маки, ќе отпочне еден нов живот, но под сосема други услови, во еден друг амбиент. А до тогаш ние ќе бидеме овде и ќе се бориме заедно со Господа, односно Господ ќе даде сила да се избориме со сите проблеми кои ги среќаваме во нашиот живот. Еве толку за оваа утринска духовна порака од Библијата. Продолжуваме со песна. Što vodu traži s planinskih izvora, tako ti si čežnja srca moga, tebe tražim ja. Snago moja i zaštito, se odmara, samo ti si čežnja srca moga, tebe tražim ja.
si čežnja srca moga, tebe tražim ja. Zdrava pomož pri udržуванju на тежината. Синди ја објаснила својата мака со своите зборови. Сакав да ослабнам. Не требаше тоа да го направам тоа. Од кога престанав да пушам, полека се здебилив и добив килограми. Се чувствував мизерно. Имав лоша слика за себе и страдав од главоболки и болка во стомакот. Навиките во исхраната не ми помогна во решавањето на предизвиците и проблемите со кои се соочував секој ден. Еден ден донесов одлуки кои ми помогна не само да изгубам килограми, туку донесе исцелување на моето размислување за односот кон животот. Болките во главата и стомакот исчезнаа. Од желбата за слабење преминав во победа во мојата битка. Еве како, број 1. Ја видов мојата потреба и потенцијал какви што навистина беа. Откривањето дека имам проблем беше една многу важна работа. Откривањето дека Бог има намера за мојот живот ми даде нова надеж и ми помогна да се справам со мојата депресија, како и со мојата исхрана. Зашто ги знам, мислите што ги мислам за вас, вели Господ. Добрите мисли, а не лошите, да ти го дадам крајот како што го чекаш. Избрав да верувам дека можам да се променам. Јас престанав да слушам негативни пораки засновани на неуспех што го практикувам со години. Престанав да се правдам и да се сожалувам. Број 3. Научив да прифаќам и одговорност секој ден. Секој ден практикував нова позитивна одлука наместо да попуштам пред грешките што ги правив на животниот пат. Тоа беше клучен чекор. Број 4. Ја прифатив поддршката што ми беше потребна за да истрам во мојата одлука. Се приклучив на клуб за пешачење. Трчање во кој припаѓа други луѓе со позитивен ум. Мојот сопруг Брајан беше огромна поддршка и самиот изгуби неколку килограми. Секојдневното вежбање ми стана важно како диетата. Број 5. Избрав да направам повеќе отколку само да размислувам и затоа добро се чувствувам поради донесената моја одлука. Избрав да постапувам правилно во мојата одлука секој ден. Научив како да избирам здраво овошје, богато со влакна, зеленчок, житарки од цели зрна и мешонки и престанав да купувам импулсна храна за удобност. Број 6. Избрав вера во Бога за да ја активира мојата одлука. Ставањето на верата во Бога ми даде вера и сила да поминам низ пречките и да научам практични нови навики со текот на времето. Ке те наведам да разбереш и ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш. Јас ќе ве советувам, мој толко е на тебе, вели Господ. Научив да ја гледам утрешната награда во денешната дисциплина. Постои цена што мора да се плати за добро здравје во иднина, а тоа се мудри одлуки кои треба да се донесат денес. Главоболките исчезнаа и сега се чувствувам толку добро. Плюс ослабнев, ги намалив конфециските броеви за неколку броја. Секојдневните добри одлуки се донесуваат денес, а подарокот е во иднина. Тоа е нешто на што треба да се радувам. 5 тајни за купување за успешно губење на тежината. Број 1. Планирајте однапред. Нека вашата кујна биде полна со храна. Зграбчи и оди како што се круши, јаболка, сливи, банани, грозје, ореви, лепо цели зрна, хумус и однапред направени салати од свеж зеленчук со зачини со малку маснотии. Имајте при рака замрзнат зеленчук, мешавина од рендена зелка и замрзнат зеленчук за да направите брз оброк со инстант кафе Аворис. Број 2.
Prefrlite se na zelenčuk. 350 grama stek sadrži 1445 kaloriji i je bogat so zasitene masti i holesterol. Golem cheeseburger, pomfrit i gaziran sok sadržat 1680 kaloriji. Rastitelните izvori na proteini kako što se graf, mešonki i žitarki, integralni žitarki obezbeduvat vlakna vo ishraната korisni masti so bogati vrednosti. Tijeve polnat so izbalansirani hranljivi materiji. Jedna čaša varen crn graf ima samo 241 kaloriji i 16 grama vlakna. I zato, počtovani, vegetarijanski jadanja, hamburgeri, testenini od celi zrna, kafea voris i kompirite pravat obrok što nema da vi go zgolemat strukot. Broj 3. Čuvajte se od šišenja kesi i čokoladi. I svrlite gi pijalocite. Samo jedno šišo 350 grama na den može da spakuvate 8 kg ili 75 čaši šeker godišnjo. Slatkiti pijaloci se glavni od izvorna dodaden šeker vo ishranata. Osvežite se so voda namesto so zasladeni pijaloci. Jedna kesička čips od 100 grama sadrži 609 kaloriji. 100 grama pečen krompir sadrži samo 82 kaloriji. Jedno čokolado od 50 grama sadrži 245 kaloriji, što je ista količina sadržana, na primjer, vo 1 kilogram zelka. I zato počnete mudro. Hranata zasitena so rafinirani kaloriji sadrži mnogo malko vlakna. Hranljivi materiji ili vlakne je bogata so masti i šekeri. Tije dodavat kilogrami, no ne zadovoljuvat. Hrana koja je bogata so dijetetski vlakna pobedova koga stanova zbor za kontrolam na apetitot i gubenje na težinata. Jedno kolače so niski masnoti ima 60 kaloriji, no polovina mala dinja ima samo 30 kaloriji. Parče pita so jabolka sadrži 540 kaloriji, a srednjo jabolko ima samo 95,5. Izbjegnuvajte uobičajeni greški vo kontrolata na kalorijite. Preminite na pečena ili hrana na skara namjesto pržena. Probajte picana koja ste stavili šaren zelenčuk bez sirenja ili meso. Izbjegnuvajte premnogo raznovidnost. Varijantite so malko masnoti vključova salati so svež zelenčuk, vegetarijanski graf i zelenčuk, kafeav šeker i sveže ovoši. Uživajte vo bogatstvo na celi zrna, kako ovesna kaša za pojedok, so jatkasti plodovi i ovoše. Sindija dobila bitkata protiv kilogramite. Bog je znal potrebata na Sindi. To je pomognal da iskoristi njegovata mog i vetuvanja i da planira da gi ispolni svojite celi. To isto taka gi znaje i vašite potrebi. To gi znaje predizvicite i problemiti su koji se sučuvati i vije i vašite želbi da imate pozdrav način na život. To je vjetel da kak je ispolni sve koja vaša potreba spored bogatstvo to naslavata vo Isusa Hrista. Bog veli, ti go ispolnova život od so dobrina, tvojeta mladost se obnova kako na orelot. To je ke vi pomogne, počtovani, da steknete sila za vašata borba. To ima praktičen plan i mog za sekoj od vas.
Полека, почитувани гледачи, се ближиме кон крајот на ова наша утринска програма, емисија која се емитува секоја среда, со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Ова емисија се снима и ќе може да ја погледнете повторно на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Би сакал ја утро да ви рекламирам две боинки, библиски боинки од Стариот и Новиот Завет за деца. Значи име две прекрасни боинки, бесплатни се, доколку се јавите и посакате да ги имате за вашите деца, за вашите внуци, ние ќе ви спратиме по пошта или нашите соработници, бесплатно секако ќе ви ја достават до вашата домашна адреса. Библијата се состои од многу книги, од кои можеш да научиш важни и поучни работи. Припиши ги зборовите од библиските стихови, обои ги сликите што одат заедно со нив. Така ќе научиш нешто повеќе за Бога, Господ Исус Христос и за Неговото Слово. Значи, внатре имаме од десната страна еден цртеж, инспириран од Библијата, црно-бел, треба да се обои, децата тоа знаат да го средат, а од левата страна имаме библиски текст на англиски и со превод на македонски, а овде подолу имаме делови од Библијата, односно од стихот, испрекинати линии треба да се пополнат. Ке биде тоа интересно за децата да мечтаат, да размислуваат и секако да научат библиски текстови. Значи, за вас, бесплатно, сите вие кои сакате, пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ви спратиме по пошта две убави библиски боинки, значи за вашите дечиња, ако сте баби, дедовци, за вашите внуци, така да еве може да им подарите кога имат роден ден или некоја прослава. А сите вие останатите почитувани кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме бесплатна онлайн, значи библиска школа, преку интернет. Доволно е, значи, да напишете bibliјатазборова.mk и ќе влезете на таа веб страница, каде што има упатство, имаме 8 библиски интересни дописни школи, значи не мора да одите во пошта, не мора да праќате писма, да трошите марки, пари, тоа се оди преку интернет. Еве сега ќе може да ја видите визуелно, значи дописната библиска школа bibliјатазборова.mk. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма. Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание. Ви посакувам убава седмица, работна седмица, значи утре веќе четврток, на како и да е довидување или догледање до следната наша емисија, значи наредната среда ќе се видиме повторно, ако Бог даде живот и здравје, со почеток во 9 часот. До тогаш останете со здравје и Господ нека биде со вас. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Глас на надежта и на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.